Почитувани, Димитар Ковачевски и Артан Груби договарале и подпишале договор со Бехтел и Енка, кој предвидува услови за чие исполнување ниту еден од нив нема мандат. Според документите кои излегува во јавност, владата ќе треба да плати 53 милиони евра како пенали за неовозможување на 60 часовна работна недела во рок од 45 дена од подпишувањето на договорот помеѓу владата и Бехтел и Енка. Дополнително, секој месец владата ќе треба да плаќа над 2,1 милиони евра повеќе на име пенали додека трае изведбата. Ова значи дека ако до 22 април не се донесе 60 часовна работна недела, Македонија веќе на 23 април ќе треба да исплати 53 милиони евра еднократно како пенали кон Бехтел и Енка и секој месец да исплаќа по дополнителни над 2,1 милиони евра штета која Ковачевски и Груби ја направиле. Оваа штета може да се случи и истата изнесува фантастични 200 милиони евра. Ова се пари со кои може да се купат лекови за ретки болести, да се изградат школи, градинки, водоводи. Тие го подпишале договорот, па сега го кријат под превезот деловна тајна. Го држат далеку од очите на јавноста. Па се поставува прашањето: што кријат Ковачевски и Груби и што не смеат да видат граѓаните? Почитувани, дека Македонија треба да плати пенали, потврди и владата, која пеналите ги нарече зголемени трошоци заради продолжување на рокот на изведба. Само со овој дел од договорот Ковачевски и Груби се инкриминирале, бидејќи ја злоупотребиле својата службена положба и овластување и превзеле обврски кои не се во ингеренции на извршната власт, туку на законодавната, на собранието. Ковачевски и Груби не само што се инкриминирале, туку и прекршиле одлука на Уставен суд, кој по тоа прашање се изјаснил во јули месец 2022 година, кога изречно навел дека 60 часовна работна недела е неуставна. Се поставува логичното прашање: зошто јавното обвинителство молчи? Иако имаме признание од влада и документи кои излегле од јавноста, а кои индицираат директна милионска штета на државата причинета од врвот на власта. Дали треба да се одлеат милиони за јавното обвинителство да почне да делува? За ова одговорност мора да има. Ви благодарам.